Успешни избори, но и победа на 5 мај очекува лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Јас кажав, следен председател на Република Македонија е професорката Гордана Силјановска-Давкова и самото тоа дава одговор на вашето прашање дека очекувам да има цензус во вториот круг на 5 мај. Повеќе гласови во вториот круг очекува и првиот човек на Дуи Али Ахмети. Можам со сигурност да кажам дека сме многу блиску до успех и сите органи на партијата работат да има цензус и успехот ќе биде многу голем. Јас мислам дека на 5 мај ќе се одлучува дали оваа земја ќе биде успешна и со тоа ќе испратиме порака до меѓународната заедница дека на 5 мај не сме гласале за кандидат за председател, туку за што поскоро членство во НАТО и Европската Унија. Не е точно дека ние како ДУИ немаме силна кампања. Сите органи на партијата се мобилизирани и го даваат максимумот за што поголема излезност на 5 мај. Со ваква реторика излезе и лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев. Прво верувам дека ќе успеат изборите. Тоа ми е државната одговорност на мене, се надевам на опозицијата, се надевам на сите граѓани. Изборите треба да бидат и мора да бидат успешни за да продолжиме напред. Вториот круг ќе го трчаат двајцата председателски кандидати Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски. Сепак еден од нив може да наследи председателската фотелја на Ѓорѓе Иванов. И двајцата лидери најавуваат чекори доколку нивниот кандидат не победи на изборите. Мицкоски ќе ги истражува политиките и ангажманите во партијата. Заев потврдува, ќе распише предвремени парламентарни избори. Треба да се испитаат ангажманите, политиките и така натаму, но ние со првиот круг покажавме и докажавме дека ВМРО-ДПМН е консолидирана, ВМРО-ДПМН е црстена нозе, ВМРО-ДПМН победи во 47 општини во Република Македонија, освои 42,5% од гласовите на оние кои што одлучија да излезат во првиот круг. Јас верувам во тој успех, но секако тоа е само моја желба, моја посветеност и моје очекување за едината на државата. Но одлуката ја носат граѓаните. Секако ако граѓаните одлучат поинаку, јас реков веќе јавно и ќе повторам, ќе проектираме датум за предвремени парламентарни избори. И додека ВМРО-ДПМН и СДСМ ги очекуваат гласовите на албанската опозиција, лидерот на Алијанса за албанците Зиедин Сила воздржан дека на председателството наредната недела ќе одлучат дали и каде да дадат поддршка, но Села е дециден дека нивната изборна трка е завршена на 21 април. Мицкоски резервиран во коментарот, ќе ја чекаат одлуката на Алијанса, а чинот на Села го оценува демократски. Метлата за чистка на функционерите и администрацијата опозицијскиот лидер не очекува да заигра по председателските, туку после евентуалните предвремени парламентарни избори.